Фросина Јовановска прашува дали е во ред да се лишувам од благо. Константно ми се појавува причина да се разубедам да пробам и како да постапам за да не го правам тоа. Фросе, фала ти што го постави прашање во храбро, затоа што многу луѓе се соочуваат со овој проблем. Јас често знам да зборувам за кризите за благо, но искрено ако некој од вас очекува дека постојат 3 чекори за нејадење на благо, тоа е фарса, не постои, постои само еден чекор и тоа е да не јадеш благо. Многу луѓе веруваат исто така дека можеби тоа што го јадат они како благо треба да најдат подобра замена за благо и многу често денеска подобрите замени за благо ги бараат во тие рафтови за здрава храна и бараат можеби одредени барови кои што као промовираат извор на шекери од овошје. И од една страна прво не внесуваат воопшто помалку шекери од тоа што би внеле со junk food и втора работа им прекипува затоа што едноставно се знае што е повкусно. Ако бирам некаков робар со многу шекери, ако бирам милка исто со многу шекер, би подобро е милка да јадам затоа што барам ќе ја имам сензацијата. Може би сметаш дека ми е лесно мене да зборувам затоа што нели сум се снашол и долго време ова го правам. И може би сметаш дека јас знам нешто што ти не знаеш, но не е така и многу често со луѓето во школите за исхрана зборуваме за оваа тема затоа што многу луѓе се соочуваат со тие потреби за благо, за грицки тесто, особено попладне и особено ако е петок, многу е лесно да се разубедиш дека ајде не е страшно од понеделник или ако е при крај на месец, веднаш ќе се разубедиш дека од први ќе почнеш. Но прва работа која што можеш да ја превземеш е она што не е ништо ново од моја страна кажано, тоа е дека воспостави добри животни навики. Ако имаш редовност на појадок, редовни оброци, тоест редовност, појадок во првиот час од будење, редовност на оброци, пиење на вода, прва работа е што кризите за благо ќе се намалат затоа што потребите за шекер ќе се намалат. Падовите на шекер во крв, тие хипогликемии кои што се појавуваат во текот на денот, ќе се стабилизираат и тоа прво ќе го осетиш дека не ти се јаде толку благо. Втора работа е твојот карактер, можеби најважната, затоа што јас особено луѓе кои што се на почеток со воспоставување на навиките, им зборувам дека 9 недели не смеат да помислат на ништо за да направат читинг или да ја сменат исхраната. Не ради тоа што ќе си направат проблем во процесот или ради тоа што ќе внесат калории, туку затоа што тие се моменти кога ти треба да го тренираш карактерот и мора некогаш да го научиш својот карактер и да го истренираш да биде појак и ти да бидеш појака од парчето храна или задоволство кое што константно те руши и те победува. Тоа значи дека 9 недели не треба ништо да пипнеш, од причина што ако победиш ти во храната, ќе ти се зголемува самодовербата. И ја ти гарантирам дека првите 3 пати е оној најголем проблем и најтешко, кога ќе видиш парче храна под носот и ќе треба да го одречеш, 10 минути е борбата и престанува. И дури ти гарантирам дека после 9 недели ќе ти влезе во навика, затоа што има три пикови кога телото ќе сака да се врати во старите навики, старата храна, старата форма и тука е најголемиот проблем и турбуленции во тие периоди. Затоа не можам да ти кажам како да постапуваш и да ти кажам не знам стратегија со 3 чекори, туку едноставно чекорот е еден, а тоа е прво смени се исхраната, намали ги кризите за благо и нека ги снема и второ победи го ти парчето на храна која што ти смета или благо или не знам какво и да е задоволство. И практикувај го тоа 9 недели и ја ти гарантирам дека шансите дека некогаш би се вратила назад се веќе многу помали.